Една од првите обврски кои што сакам да исполнаме да ги намалиме радикално казните и тоа со законско решение, за да луѓето почнат прво да бидат опоменувани, потоа казнувани со некои разумни казни, па дури потоа ако не се почитуваат законите, да си ја добијат заслужената казна. Не може вредните луѓе веднаш да ги казнуваме на начин да ги доведуваме на просјачки стап. Тоа веќе оваа држава не смее да си го дозволи. Сакам исто така да ви порачам дека наш императив ќе биде економскиот развој, да го темелиме на развојот на домашното производство, да обезбедиме пласман на домашните производи. Се разбира, добре дојдени се и странските компании, директните странски инвестиции, ама не да го цедат трудот на нашите млади генерации за 8-9 илјади денари. Со законско решение ќе обезбедиме младите кои што ќе бидат вработувани во тие компании да добиваат најмалку 15.000 денари за да може да бидат достоинствени. Ние, почитувани пријатели, не можеме да се сложиме денеска, како што се случува во нашата држава, да ова се вадиме во името на кризата. Точно е дека има криза, ама другарски е кризата да си ја поделиме сите подеднакво. И народот, и граѓаните, и владата, и сите останати. А дали е така, почитувани пријатели? Кај нас кризата ја чувствуваат само граѓаните. Владата не ја чувствува, затоа што секоја голема година и се зголемува приходот. Од година на година буџетот расте, само оваа година е зголемен за 200 милиона. Дали вас приходите во джепот ви се зголемуваат од година на година повеќе? И лесно е. А нема пари, земи си кредитче, распиши си благајнички записи, стегни со казните. Ова е чудна држава во која секоја година приходите од казни во буџетот се зголемуваат. Народот и фирмите постојат за да плаќаат данок на државата. Ги гледате претседателските кандидати. Ги гледате со нивните рекламни спотови. Немој да изигравате боксери кои боксуваат пред огледало, во ринг да ве видиме. Народот да види колку умот ви тежи. Народот да види кога ќе ги спротиставите своите мислења еден со друг. Не сме ние глупави сите, знаеме да оцениме што е најдобро за нас. Оставете ги тезите и магаре ќе врзем и магаре ќе го бирате. Малку утре ќе биде така. Ајде излезете на ринг што се вика дуел. Секоја цивилизацијска, европска и светска земја председателските кандидати ги одлучува и ги споредува на дуели. И после секој дуел на председателските избори се смалуваат и се качуваат рейтинзите на одредени председателски кандидати. А што е ова кај нас? Секој ден си ги гледаме со нивните спотчиња и со наместени прашања. Така не бива. Во ваше и во наше име бараме да има дуел. Бараме председателските кандидати да видиме колку тежат. Па што вика Чкалја, да видиме чии Мутер Шварце Муну преде, да видиме чии кандидат е најдобар и да видиме кој ќе добие најмногу гласови. Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Храбар човек, горда држава. Зоран Поповски за председател. Храбро за Македонија. За окружи 4.